Штипските советници од СДСМ на денешната последна седница на Советот присуствуваа и покрај тоа што одговорницата потенцираа дека имале двумење дали да присуствуваат поради актуелната политичка состојба и настаните што синоќа се случуваа во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа ставот наш беше да присуствуваме на седницата, да го одработиме нашиот дел и јас сега би сакал овде само да упатам апел за разум на сите оние кои што на било каков начин беа инволвирани и се инволвирани во настаните осинови. Значи, уште еднашка, мислам дека разумот е она кој што ни е потребен на сите и од тие причини, чувствувам потреба да упатаме таков апел, бидејќи оно што најмалку ни беше потребно после оној црн понеделник на 24 декември 2012 година е уште еден црн датум, уште еден црн четврток, како што се случи синоќ. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев се обрати на штипските советници и на јавноста одговорницата, укажувајќи дека согласно законот ова е последна седница која имаат советниците доколку нема измени во изборниот законник. До 15 мај траат мандатите на градоначалниците и на советите во општините. Захариев се осврна на реализираните 400 проекти и на тоа дека во изминатите 4 години општината не е задолжена со ниту еден денар. Не зедовме ниту еден кредит, оврските комплетно ги сервисиравме, вративме, сега ги враќаме кредитот од ЕБОР, преку јавно предпријатие ИСАР. Јавните предпријатија ги зајакнавме максимално. Технолошки способни се да работат многу работи. Сите оние кои сега ќе ви заврши мандатот, дел од вас може би во следниот состав ќе бидат повторно советници, ќе имате можност и прилика да споредувате што е што е сработено во овој мандат и што ќе се сработи во наредниот период. Според штипскиот градоначалник, ниту една одлука не е оспорена, единствено одлуката за комунален ред за кучињата скитници кои се шетаат низ Штип. Смета дека имал добра соработка со советниците, администрацијата и со јавните предпријатија. Во буџетот вели дека во моментов има 600.000 евра, пари кои се наменети за проекти, а чии тендерски постапки се веќе реализирани. Советниците на денешната 53-та седница имаа вкупно 32 точки на дневниот ред.